плашив дека сум го изгубила, а едва и чекам да го напишам тоа што ми се случи денес. Тоа беше вистинска борба. Борба со чорба. Немојте да се смеете и да мислите дека зборувам глупост. Денеска со мајка ми бевме во трговскиот центар. Малку разгледувавме, купивме неколку ситници. Кога видовме колку е часот, решивме да се одмориме и да ручаме во мојот омилен ресторан. Јас си ја нарачав мојата омилена палачинка со еврокрем, полиена со многу шлак, поселена со мелени бадеми, а мајка ми незината овошна салата. Вели дека е многу здрава и освежува по вакво напорно шетање. И токму кога сакав да го голтнам првиот залак од палачинката што ме мамеше со својот изглед, слушнав такво гласно сркање што мислам дека подрипнав од столот. Се вртам и на масата до нас гледам две момчиња како да се надпреваруваат во гласно и брзо сркање, некаква чорба. Лажиците тропаат по чиниите, прска супа на сите страни. Тече и по брадата на едниот. Вистинска борба со чорба. И само што се израдував дека таа страшна бука престана и дека конечно ќе можам да и се посветам на мојата палачинка. Кога одеднаш слушам некаква расправа, се свртев и што да видам? На моите бучни соседи им го донеса главното јање. Пржени компирчиња и парче печено месо. Едниот го грабна ножот во рака и мафташе со него додека му раскажуваше нешто на другиот. Бидејќи устата му беше преполна со храна, не се разбираше што зборува, но разбрав дека раскажува некој филм или нешто слично. И секој беше добро ако се завршеше тука. Но тортурата продолжи понатаму. Другото момче ем го слуша овој што му зборува, ем се обидува да го исече парчето месо. Може би и ќе му успееше, но го грабна ножот како да е секира и наместо да сече, фати да удира по месото. Кога и тоа не му успеа, го остави ножот и со двете раце му се напли на кутрото парче месо. Го раскина, а масните прсти сладко си ги излежа. Ми е олесна кога ги видов дека се заминуваат. Но кога погледнав на масата, имаше што да видам. Беше во таков неред и личеше на бојно поле, а не на место на кое ручале само две деца. Не ми беше јасно како може некој да се однесува така, и тоа на јавно место, во некој ресторан. Како ли изгледаат нивните оброци дома? Зарем нема некој да им покаже и да ми објасни како се користи приборот за јадење? А тоа е толку едноставно. И кога седнавме да вечераме, не можев да не се сетам на оние две деца од препладнено. Не можев да разберам како им успеваше да направа толкова бука од еден обичен ручек. А дали има потреба да веслаш со лажицата по чинијата кога ја јадеш супата? Па нема, едноставно ќе се изедеш супата, а потоа лажицата наместо на чашевот ќе ја ставиш во чинија.
а рацете не служат за мафтање со ножот и со вилушката. Тоа е мошно и непристојно, а за бон тон не станува ни збор. Ако веќе треба да кажеш нешто за време на јадењето, вилушката или ножот остави ги на место. Мафтањето пред носот на оној што седи до тебе изгледа како да сте на двобој. Се разбира, тоа не значи дека треба да јадеш со прсти. Со прстите се придржува вилушката. Па се е толку едноставно, се согласувате, нели? Сега ми верувате ли дека тоа што го видов беше вистинска борба со чорба? Затоа, внимавајте како се однесувате. И кога нешто не знаете, прашајте или едноставно прочитајте го бон тонот за деца. Ке видите дека сум во право.